Добар ден. Здраво, како сте? Добар ден на сите. Да ви посакам добар ден и да се заблагодарам за интересот за денешниот јавен состанок, кој што е втор за оваа година. На состанокот покрај реализираните активности на Агенцијата за вториот квартал од оваа година се дискутира за најчестите прекршувања на законските одредби од страна на радиодифузерите во последната година. Година и пол и како тие да се отстранат, ќе бидат споделени согледувања и искуства на радиодифузерите од сегашната примена на медиумската регулатива и предлози за нејзина измена. На состанокот ќе биде отворена дискусија на која ќе имате можност да поставувате прашања поврзани со денешните презентации, како и прашања кои што се од ваш интерес. Изминатите 3 месеци агенцијата реализираше повеќе програмски административни надзори врз радиодифузерите, во согласно со годишните планови за програмски административни надзори за 2022 година. Врз сите 109 радиодифузери кои што емитуваат телевизија или радио, извршени се 3 редовни административни надзори за различни законски одредби кои што беа должни да ги спроведат до 31 март 2022 година. Едниот се однесуваше на обврската да достава до агенцијата податоци за собственичката структура, уредниците и економското работење во претходната година, каде беше констатирано дека само една радиостаница, Капитол, не ја исполни во целост обврската од Законот за медиуми, по причина што радиодифузерот беше избришан од Централниот регистар и во тоа време постапката за бришање беше во фаза на жалба пред Комисијата за жалби при Централниот регистар. Вториот надзор беше за врската да ги објават на собствената програма податоците за собственичката структура, уредништвото и изворите на финансирање во претходната година и снимка од објавата да достава до агенцијата во рок од 15 дена од објавувањето. Оваа обврска исполнија сите радиодифузери. Предмет на третиот надзор беше обврската до агенцијата да достават извеќе за спроведување на обврските утврдени во дозволата за радио или телевизиско емитување, а особено за спроведување на програмскиот концепт. Надзорот покажа дека оваа законска обврска не е исполнена само телевизија Ири со Штип. За повеќе законски обврски, редовен програмски административен надзор беше извршен на телевизија Алфа, Алсатем, Канал 5, Телма и Сител. Со надзорот е констатирано дека на програмата на телевизија Сител на 22 март се емитувани репризно и премиерно издание од забавно-документарната емисија Брза кујна, кои не беа означени како програма во која се пласирани производи, додека Алсатем на 22 март во делот на емитуваните програми не ги објави податоците за импресум, што е должна телевизијата да ги емитува на соодветно место за секоја содржина од програмскиот сервис. Редовен програмски административен надзор за повеќе законски одредби беше извршен и врз националните радија, ЈОН, Метрополис, Антена 5 и Канал 77 и регионалните РОСА АБ, Зона М1, Скај радио, FM 90,3 Спортско радио и Радио РФМ. При надзорите не се констатирани прекршувања. Доколку помина рокот за законско согласување, агенцијата изврши повеќе контролни програмски административни надзори за различни обврски. Поради непостапување по мерката јавна опомена, прекршочна постапка беше покрената против телевизија Сител заради емитување на прикриени аудиовизуални комерцијални комуникации врз ГТВ и телевизија Дуе поради непочитување на обврските за изворно создадена програма и телевизија Гура за непочитување на обврските за изворно создадена програма и необјавување на информации кои треба да се направат достапни за корисниците. Спроведени се 4 вонредни програмски административни надзори. Вонреден програмски надзор врз ГТВ телевизија за врските при употреба на јазикот во програмите на радиодифузерот. Со надзорот е констатирано дека оваа телевизија на програмата емитувана на 11 април емитувала цртан филм изворно на англиски јазик, без да обезбеди превод на албански, македонски или турски јазик, односно јазиците на кои што медиумот емитува програма согласно дозволата. Вонреден програмски надзор врз телевизија Канал 5 покажа дека на 21 и 26 април во изданијата на забавно-документарната емисија Манџа
и на информативната тематски специализирана емисија за здравјето по Дома со, пласираните производи директно вклучени во дејствијата, сценаријата на емисиите, посебно промотивно се препорачуваат преку визуелно и вербално прекумерно истакнување, а во изданијата на говорното шоу VIP сезона, емитувана на 26 април, пласираниот производ претерано визуелно се истакнува. Вонреден административен надзор извршен за работата на 108 радиодифузери се констатира дали некој од радиодифузерите извршил промена на собственичката структура без претходно да ја извести агенцијата и пред истата да биде одобрена од страна на Советот на агенцијата. Со извршениот надзор е констатирано дека сите радиодифузери постапиле согласно законската обврска. Вонреден административен надзор извршен и врз Радио Лав од Охрид, каде што беше констатирано дека радиото престанало да емитува програма повеќе од 30 дена поради технички, финансиски или други причини, што представува основа за одземање на дозволата за радиоемитување согласно законот. Во однос на издавачите на печатени медиуми спроведени се два редовни административни надзори врз работењето на издавачите на печатени медиуми. Првиот беше спроведен за обврската на радиодифузерите за податоци со член структура да ги објават на најмалку еден дневен весник еднаш годишно, најдоцна до 31 март 2022 година, исто како објавата да достават до агенцијата во рок од 15 дена од денот на објавувањето. Надзорот покажа дека обврска во целост се исполниле сите 20 издавачи евидентирани во регистарот на издавачи на печатени медиуми што го води агенцијата. Вториот надзор кој се однесуваше на обврската на објавување на импресум беше спроведен врз 18 издавача, беа опадени 19 печатени медиуми. При надзорот не беше констатирано прекршување. Во однос на надзорите врз опомена. Останатите 18 редовни надзори беа испроведени за да се утврди дали се почитува врската за задолжително и бесплатно обезбедување програмски сервиси на јавниот радиодифузен сервис. Ова обврска не ја исполни само операторот Total TV, поради што му изречена мерка јавна опомена. Од трите контролни надзори беше утврдено дека само операторот Антена С продолжил да ја врши повредата на член 147, за што беше подонесен предлог за поведување на прекршочна постапка. Спроведени се 4 редовни надзори врз давателите на аудиовизуелни медиумски услуги во барање за обврските кои што се однесуваат на пренесување на кинематографски дела, заштита на малолетните лица, промоција на производство и пристап до европски дела. При надзорите не беа три завршија неуспешно, 2 постапки завршија успешно и 1 постапка е во тек. Поради неисполнување на обврската за плаќање на годишниот надомест за дозволата за телевизиско, односно радиоемитување, беа покренати 3 постапки за одземање на дозволата против телевизија Сонце, Радио Хит ФМ и Он Радио. Во меѓувреме радиодифузерите го платија надоместокот во целост и постапките се запрени.
Покрената и постапка за одземање на дозволата на Радио Лав од Охрид поради тоа што радиото престанало со емитување на радиопрограмскиот сервис повеќе од 30 дена поради технички, финансиски или други причини. Постапката е во тек, треба да заврши во петок. Донесена е една одлука за одбивање на писменото барање од заинтересирана страна Телевизија 24 Вести Штип за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за телевизиско емитување на програмски сервис со претежно информативен општ формат или општ формат со сите три медиумски функции на државно ниво преку дигитален терестрален мултиплекс. Одлуката е донесена врз основа на изработена студија за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување на дозвола за телевизиско емитување на државно ниво преку дигитален терестрален мултиплекс, со кој се утврди дека не постои оправданост за објавување конкурс за доделување дозвола за програмски сервиси какви што побара заинтересираната страна. На 12-13 мај во Антверпен, Кралството Белгија, со двајца представници на агенцијата присуствувавме на 55-тиот состанок на ЕПРА. На 20 и 21 јуни заедно со представничка на агенцијата присуствував на дводневниот состанок на представниците на групата за европски регулатори за аудиовизуални медиумски услуги ЕРГА. Представници на агенцијата учествува и на повеќе други активности на ЕРГА, онлайн состанокот на подгрупата 2 на ЕРГА за комплетирање на регулаторната рамка на ЕУ за медиуми, хибридниот состанок на контакт мрежата ЕРГА, онлайн состанокот на групата за врски за медиумска писменост на ЕРГА и онлайн состанокот на подгрупата 1 за конзистентна имплементација и спроведување на директивата за аудиовизуални медиумски услуги. На 23 јуни делегација на ОПСЕ ОДИХР беше во работна посета на агенцијата на која се дискутираше за согледувањата нотирани во конечниот извештај на наблюдачката мисија за локалните избори 2021 година и препораките кои произлегоа од него. Меѓу другото, акцент беше ставен на финансирањето на кампањата, обезбедување пристап до програмите на радиодифузерите во лицата со сепилна попреченост и бројните недоследности во изборната законска рамка. Од страна на агенцијата беа споделени искуствата од спроведениот мониторинг на изборното известување на радиодифузерите, а се разговараше за предлозите за измени и подобрување на изборната регулатива. Агенцијата со свој представници учествуваше на низа други настани. Во организација на Меѓународната фондација за изборни системи ИФЕС, АВМУ и USAID на 5 и 6 април во Скопје се одржа конференција Интегритет на изборите во новото информатиско опкружување посветена на медиумите и нивната регулација во изборните процеси. Целта на конференцијата беше да се поттикне дискусија меѓу граѓанските организации, институциите од земјава и релевантните чинители од европските земји за прашања поврзани со изборите и преку нивни искуства да се понудат препораки за унапредување на моменталната состојба. Представник на агенцијата на 7 април учествуваше на третиот состанок на управниот одбор на Horizontal Facility 2, заедничката програма на Европската Унија и Советот на Европа, Horizontal Facility за Западен Балкан и Турција, фаза 2. На состанокот беше направен пресек на досега реализираните активности во регионот, како и импактот од нив. На 8 април, представници на агенцијата одржа онлайн средба со представници на регулаторната агенција за комуникации на Босна и Херцеговина, посветена на размена на искуство во врска со активностите за медиумската писменост. На 27 април, представници на агенцијата учествуваа на онлайн состанокот на службата ТАЕКС во Брисел на темата новите геополитички последици од дезинформациите во Западен Балкан. На 10 мај, представник на агенцијата учествуваше на третиот управен одбор на проектот Слобода на изразување и слобода на медиумите во Северна Македонија ЮФРЕКС 2, на која беа презентирани досега реализираните активности и импактите, а стана збори за следната фаза и активности од проектот. На 17-18 мај во Подгорица присуствував на регионалната конференција Регионалните перспективи врз изборните онлайн кампањи, предизвици и можности за интегритет на изборите во организација на проектот ОПСЕ ОДИХР. Поддршка на изборните реформи во Западен Балкан, а финансиран од Европската Унија и Австриската агенција за развој. На 7 јуни представнички на агенцијата присуствуваа на работната средба на тема студија за учество на жените во политичките процеси во Северна Македонија, мешана слика за родовата еднаквост во контекст на локалните избори 2021 година, организирана од Меѓународната организација за фондација за изборни системи ИФЕС и финансирана од Швајцарската агенција. На 28 и 29 јуни представник на агенцијата учествуваше на работилницата за подготовка на националната стратегија за правата на лицата со попреченост,
организирана од Министерството за труд и социјална политика и Германското друштво за меѓународна соработка во соработка со тимот на агенциите на Обединетите нации. На 28 април се одржа состанок на подкомитетот за иновација, информатичка општество, социјална политика, на кој беше покренато прашањето за процесот на согласување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со Директивата за аудиовизуелни медиумски услуги на Европската Унија за на финансирање на регулаторот и јавниот сервис. На 9 јуни агенцијата достави материјали од својот делокруг на работење за придонесот на Република Северна Македонија кон годишниот извештај на Европската комисија. Во материјалот, меѓу другото, беше реферирано за затворената анализа родот во медиумите за 2021 година, за подготвување на работилницата за родово засновано наследство и професионалните стандарди за новинарско известување, како и за конференцијата за медиумите и нивната регулација во изборните процеси и интегритет на изборите во новото информатско окружување. За потребите на агенцијата беше изработен извештај за гледаноста на телевизиските станици и слушаноста на радиостаниците за периодот јануари-мај 2022 година. За да се обезбеди поголема транспарентност на медиумската сопственост, агенцијата во јуни изработи публикацијата Сопственост на медиумите во 2022 година, која содржи податоци за сопствениците на телевизиите, радиостаниците и издавачите на печатени медиуми, како и податоците за сопствениците на правните лица кои се јавуваат како сопственици на радиодифузерите и издавачите на печатените медиуми. Почитувани присутни, во продолжение на состанокот предвидовме да се дискутира за најчестите непочитувања на законските одредби од страна на радиодифузерите за минатата година и пол, кои се причините и на што треба да се поработи за нивно отстранување. Сега давам можност на заменикот на председателот на Советот на агенцијата, господин Селвер Редини, кој ќе биде модератор на овој дел од состанокот, да даде вовед на темата. Повелете, господин Редини. Добар ден и од мене. Почитувани присутни, како што ви е на сите добро познато, агенцијата редовно врши мониторинг на програмите на радиодифузерите во поглед на почитување на правилата и обврските утврдени во медиумската легислатива. Согласно нашите законски обврски, за секое констатирано прекршување, по прв пат, Советот на агенција изрекува мерка јавна опомена, пошто следи одреден временски рок за согласување со одредбите и контролен надзор. Доколку прекршокот се повтори, се поднесува барање за поведување прекршочна постапка пред надлежен суд. Изминатиот период се забележува тренд на пораст на бројот на прекршоци, а дел од нив се повторуваат во континуитет. Затоа сакаме да подискутираме за причините за прекршувањата и како тие да се отстранат, односно на што радијата и телевизиите да обрнат повеќе внимание во иднина. Целта е да се зголеми степенот на почитување на законските обврски,
но и радиодифузерите во контекст на општата економска криза да не се изложуваат на непотребни финансиски трошоци. Најпрвен колешката Ивона Муфишева, помошничка раководителка на секторот за правни работи и јавни набавки, ќе ги презентира наводите до кои дојдовме при анализа на прекршувањата во изминатите година и пол. А потоа ќе поразговараме. Повели Ивона. Ви благодарам, добар ден и од мене. Заменик на председателот на Советот. Во оваа презентација, која што ќе ја проследите, ќе се однесува на најчестите прекршувања на законските одредби. На сите ни е познато постојното законско решение, кое што е од декември 2018 година при констатирани прекршувања на законот, надлежноста за изрекување мерки во рамките на Советот на Агенцијата. Претходно до декември 2018 година оваа надлежност беше кај директорот на Агенцијата. Околу редоследот на изрекување мерки, бидејќи веќе заменик председателот на Советот го објасни, да не се повторувам, дополнително само со заклучок на Советот заради операционализација на член 23 од законот, Советот заклучи дека за констатираните прекршувања во тековната година, за кои биле претходно изречени мерки во претходната година, Советот на Агенцијата повторно ќе изрече мерка јавна опомена според роковите утврдени во упатството. Сега веќе одиме кај бројките. Би сакала на почеток да пояснам дека во податоците кои што се обработени во оваа презентација се однесуваат само на прекршувањата за кои што се изречени јавни опомени спрема радиодифузерите и кои се однесуваат на програмските стандарди, како и прекршувањата кои биле повторени и за кои се поведени прекршачни постапки пред надлежен суд. Во 2021 година се констатирани 34 прекршувања на кои што се однесуваат на програмските стандарди, а во 2022 од јануари до јуни се констатирани 20 прекршувања. И сега еден дополнителен податок овде, бидејќи јануари е 2022 година е пола година опфатено, чисто за паралела во 2021 година во периодот од јануари до јуни се 16 опомени, така да очигледно е дека има поголем број на мерки ако се зема пола година како период. Десно се прикажани постапките за порамнување, односно прекршочните постапки, станува збор за прекршувања кои радиодифузерите ги повториле, поради кои продолжила постапката пред надлежен суд, односно им било предложена постапка за порамнување. Во 2021 5 прекршувања биле повторени, за оние за кои претходно биле опоминати радиодифузерите, од нив 2 постапки успешно завршиле во постапката за порамнување, а во 3 случаи радиодифузерите не биле согласни на постапката за порамнување и тие продолжиле пред надлежен суд. Интересно е што е идентична бројката и за 2022 година. 5 повторени прекршувања од опоменетите 20 и идентично како и минатата година, 2 порамнувања завршиле успешно, а во 3 случаи радиодифузерите односот е за пола година. Да.
во 2022 предметна анализа е јануари до јуни. 2021 вкупно 5, а во 2022 исто вкупно 5 само до јуни. Во следниот слайд ќе се навратиме на овие 34 прекршувања во 2021 година по видот на прекршокот. 9 прекршувања се констатирани за неисполнување на обврските за емитување изворна програма, 7 за непочитување на правилата за малолетна публика, понатаму по 6 прекршувања за член 14 од Закон за медиум, обврската за објавување импресум, 6 за објавување за неисполнување на обврската од член 57 став 1 од законот, односно објавување на информации достапни кои треба медиумите да им ги направат достапни на корисниците. Понатаму по 2 прекршувања рекламирање на поделен екран, повреда на член 98 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, повреда на член 55 правилата за пласирање производи, исто така 2 прекршувања и 2 прекршувања на членот 64 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги или непочитување на правилата за употреба на јазикот. Ова беше што се однесува на видовите на прекршувања во 2021 година. Сега ќе се во продолжение ќе ги погледнеме кои видови прекршувања биле за 2022 година или овие 20. Тука е пошарено лико. 3 прекршувања се констатирани за непочитување на правилата за пласирање производи или член 55 од законот. 3 прекршувања за непочитување на обврските за изворна програма. Понатаму следат со по 2 прекршувања забраната за учество во реклами и телешопинг на лица кои редовно презентираат вести. Правилата за пласирање производи, член 55 од законот, тоа го кажавме. Прикриени аудиовизуелни комерцијални комуникации, 53 став 2 од законот, 2 прекршувања, лажни аудиовизуелни комерцијални комуникации, 2 прекршувања и неисполнување на обврската за објавување на информации на корисниците, член 51 од законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 2 прекршувања. Обврската за објава на импресум во 2 случаи не е исполнета, во 2022 година биле изречени 2 опомени. За крај, ова се вкупните бројки на прекршувања, вклучително 2021 година, 2022 година јануари до јуни и повторените прекршувања за кои што се е продолжена постапката пред суд, односно за кои што на радиодифузирите им била предложена постапка за порамнување. Како најчести прекршувања, 15 обврските, неисполнување на обврските за изворна програма, 11 објавување на информации на корисниците, 10 за непочитување на правилата за малолетна публика, 9 прекршувања за обврската за објавување импресум и понатаму останатите прекршувања се во втората табела, еве ќе ги посочам. Правила за пласирање производи, 5 прекршувања, правилата за употреба на јазикот, 4 прекршувања, прикриени аудиовизуелни комерцијални комуникации, 3, по 2 прекршувања за рекламирање на поделен екран, лажни аудиовизуелни комерцијални комуникации, забрана за учество во реклами и телешопинг на лица кои редовно презентираат вести и недоставување писмен извештај за спроведување на обврските утврдени во дозволата, 1 прекршување. Тоа е околу најчестите прекршувања. Ако имате некои прашања, тука сме. Да. Колешката Ивона не информираше подетално за преземените мерки од страна на Советот на Агенцијата за
прекршувањата, како и за одредбите од законот кои најчесто се прекршени. Бидејќи во текот на годината ќе има уште многу надзори, а вие видовте дека претежно прекршувањата се прават во листата на одредбите од законот за медиуми и законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Па тука со нас се и колегите од програмскиот сектор, така да ако имате прашања, дилеми, за да можеме ние да ги реализираме нашите законски обврски и примена на овие законски одредби. Повелете ако имате прашања. Димитар Мицев, ТВ Канал ВИС, представник на Медиум Објектив, Сдружение на локални и регионални медиуми. Многу интересно, сега забележав дека најголем дел од прекршоците се по член 92. Беа 15, ми се чини, да. 15 по член 92 за изворна програма. Една од потребите за промена на законот како цело, или за промена не како цело, него на голем број од дел од членовите, е што по наша анализа има едно збунувачко правило врзано со членот 90 од законот, кој вели дека радиодифузерите што вршат дејност на регионално ниво се должни да емитуваат најмалку 12 часа дневна програма на радио и најмалку 8 часа дневна програма на телевизија. А членот 92, став 3 вели трговските радиодифузни друштва кои емитуваат телевизиска програмски сервис се обврзани најмалку половината од обврските утврдени од ставот 1 на овој член да ги остварат во периодот од 7 часот наутро до 7 часот навечер, до 19 часот. И хипотетички зборам, доколку еден регионален телевизијски сервис побара дозвола за емитување од 8 часа, каде што членот 90 предвидува дека е возможно, и доколку добие таква дозвола, како ќе го исполни членот 92 ако својот програмски сервис го емитува од периодот од 19 часот навечер до 3 наутро? Не, ако збориме математички, бидејќи првиот дел е 0, 50% од 0 е пак 0. Има обврска. Обврска, законот е јасен, дека мора 50% да биде емитувано во тој период. Што во таков случај? И интересно е што баш тој член имаме најмногу прекршен. Да, ама таа хипотетичка ситуација заради јасност, нели, ја немаме сега во моментов, немаме таков сервис кој што се емитува само ноќе, па не може да ја исполни половина од обврската во дневниот дел од денот. Ако се најдеме во ситуација хипотетички да имаме таков сервис, тогаш тој мост ќе го поминеме кога ќе дојдеме до него, затоа што сега е премногу рано и вака наеднаш да... Има потреба од целиот член да се модифицира. Сепак има, нели, директна колизија со во истиот закон во два различни члена. Постојат одредби кои што може да се толкуваат вака или онака, во зависност, нели, од конкретната ситуација, може да се види дали се е целосно во колизија, ако има, нели, потреба да се утврдува тоа, или постои некаков начин, некој модус како може да се исполни тоа, затоа што ние не можеме да претпоставиме, нели, што ќе биде во една таква ситуација. Ме интересира како регулаторот во такви случаи би донел одлука. Да дојдеме до таа ситуација. Локалните телевизии немам потреба за микрофон. Нема потреба. Извинете. Поголемиот број од регионалните и локалните телевизии кога имат добиена дозвола, имат пријавено 24 часа во текот на едно деноноќие. Сите. И да, сите. Предпоставам дека сите. И така да врз основа на тоа ние правиме мониторинг за член 92. Јас се согласувам. Зборам дека и има имаме потреба. јасна слика. Муаветот е дека има потреба од промена на самиот член, затоа што тоа е возможно. И во дадениот случај, доколку постои тако нешто, членот не важи. А по тој член имаме најмногу
изречени прекршоци. Добро, ама причините за прекршувањата не се заради недореченост на членот, него заради неисполнување на обврските. Така. Дали Да. Не Првично- така не може да ги добро, исполнува. ама треба да се даде одговор на ова прашање кои се причините? Немање финансиски средства, немање кадровски потенцијал, значи кои се причините за оваа ситуација и Значи до овој и член предлози да како тоа да се надмине. да разбереме дека овој член не важи за оние што се со помал временски период. Добро, има и други членови од законот, има член од 92, се не ги знам ставовите кои се, кои што ако не ги исполните, треба да ве казни советот, меѓутоа во казнени одредби е заборавено да има казнена одредба и ние само констатираме дека е така и не можеме тоа да го спроведеме. Сега, кога ќе има законски измени, тие работи ние ќе ги посочиме, меѓутоа во моментов недоследноста во членот 90 и 92 не се причина за изрекувањето на мерките. Вие најдобро ги знаете причините и треба да укажете и во која насока да се менува. На тоа сме го Да, забележиле всушност, ако дозволите, всушност прекршувањата, мерката постои за членот 91 став 1 каде што е утврдена обврската за емитување и изводно создадена програма како македонски дела, нели? Да. Ставот 3, кој што предвидува дека половина од таа квота треба да се исполни во тој дневен период, е тој за кој што нема одредба, нема казнена одредба. Така што со се моје право директорот кога посочува дека воопшто не станува овде збор толку за ставот 3 кој што, како што реков, во хипотетичка ситуација сега наеднаш тешко дека тоа може да се одговори, а сигурна сум дека можеме да најдеме решение. Туку е пред се заради неисполнување, најчесто заради неисполнување на самата квота. Тоа е она сега што нас не интересира и што беше поводот за денешниот состанок. Со какви проблеми се соочувате, зошто не се исполнува таа квота и имате ли колегите ваши можеби некакви нејасноти за да можат колегите да ги појаснат и да ги избегнеме сите проблеми кои што настануваат, затоа што вие сте сите во тешка финансиска состојба, дополнителни казни кои што следат со порамнувањето или со судската завршеница на прекршочните и натаму представуваат уште поголемо оптеретување за вас. Благодаря. кои за жал последните години остануваат со се помалку вработени, не може да имаат правници во нивните медиуми, не може да имаат успешни луѓе кои знаат законите и така натаму. И затоа доаѓа до прекршувањата. Мојот колега Димитар во следната точка ќе ги каже ставовите на локалните и регионалните медиуми како председател на Сдруженијето Медиум Објектив. Сакам само да напоменам дека треба повеќе да има комуникација помеѓу агенцијата, стручни служби на агенцијата со посебно локалните и регионалните радиодифузери, да не доаѓа до прекршување, бидејќи ако едно радио кое остварува промет 200.000 денари или 300.000 денари годишно биде казнет по член, не знам кој таму, а истиот прекршок го има направена на една терестријална национална телевизија, ќе се казнат значи со иста вредност, 2.000 или 2.500 евра. Како едно радио кое остварува 300.000 денари и како една телевизија која остварува 8 милиони евра промет во текот на годината.
за ја се поздравувам последната посета на подпредседателот на Советот на Агенцијата, господин Селвер Едини, со стручната служба на Агенцијата во Тетово, каде што се сретнаа со сите локални и регионални телевизии во регионот. Значи, луѓето се запознаат точно и мислам дека во иднина, како резултат на оваа посета, ќе има помалку прекршоци во делот на тие медиуми кои беа присутни тој ден. Значи, треба да се појача малку повеќе комуникацијата на агенцијата со посебно локалните и регионалните радиодифузери. Благодарам. Други прашања? Добро. Тогаш ви благодарам за конструктивниот разговор. Сега продолжуваме со следната тема на јавниот состанок. Сега го поканувам господинот Димитар Мицев од телевизија Канал ВИС, кој е воедно и председател на Сдруженијето на локални и регионални медиуми Медиум Објектив, да ја презентира своите ставови и да ги сподели искуствата на радиодифузерите од досегашната примена на медиумската регулатива и предлозите за нејзина измена. Повелете. Благодарам. Значи вака, прво нашите заложби се за разгледување на комплетно на законот. Ова е една и од сега баш излезен членот 92, една од работите каде што сакаме да бидеме конструктивни во тоа како ние да помогнеме и на регулаторот и на власта, на законодавецот да излезе, да погледне дека ние имаме потребна од пречистување на текстот како закон и да видиме како до сегашното работење на регулаторот му помага, му одмага или на нас како радиодифузери исто така ни помага и ни одмага во работење. Мене ми е најбитно да се задржам на две ставки. Тоа е првата за членот, целта е подобрувањето на состојбата на локалните и регионалните медиуми. На членот 102, кој што по поставувањето на членот 102, каде се врши забрана на државните органи, органите на државната самоуправа, јавните предпријатија, единиците на локалната самоуправа, јавните установи и институции, како и правните лица со јавни овластувања и трговските лица со целосна државна собственост не смеат да предвидуваат средства за информирање и запознавање на јавноста со своји услуги или активности преку приватните радиодифузери. Нам ни е јасно зошто беше донесен тој член. Ние сме сведоци од минатото неделја тој како се користеа јавни средства. Меѓутоа, сега сме сведоци дека станало збор за заговарање, дури министерот пред некој ден ни потврди, бевме на средба со него, дека сакаат да го променат тој член, но до ден денешен не бевме вклучени во ниту една средба или процес во разговори каде тој можеме да дадеме наше видување на промена тој член. И сметаме дека мораме да бидеме вклучени, директно вклучени во процесот на промена на членот и да обезбедиме максимална транспарентност со јасни критериуми како, кога и кој и зошто да бидат обезбедени. Наше видување, наша цел е да се ослободат локалните самоуправи, локалните јавни предпријатија, затоа што тие имат далеку поголема потреба од комуникација со јавноста преку локалните и регионалните медиуми од националните медиуми. И секогаш стојам на ставот дека треба да се разделат важноста и значењето на националните и на локалните и регионалните медиуми. Нема да поддржиме било каква промена, никогаш нема да застанеме тоа да се промени членот и дека да, ние сакаме само да се промени членот да не постои, туку сакаме тоа да биде направено на фер и коректен начин за сите. Економските показатели покажуваат дека, и регулаторот многу добро го знае, дека на локалните и регионалните медиуми им е суштински потребно да го продадат своето време, рекламно време на било кого, вклучувајќи ги, задоволувајќи ги потребите на локалните и јавните установи, предпријатија или локалните самоуправи.
затоа што и во самата анализа на регулаторот гледаме дека повеќе од 90% од маркетиншкиот колач завршуваат кај 5 национални телевизии, национални тереstriјални телевизии, остатокот го делиме сите други, вклучувајќи ги националните радиостаници. Оно што сакаме да го промениме, што држиме да го промениме, и членот 80 не би сакал да се задржам на таа, затоа што членот 102 ми е далеку побитен, вклучувајќи го и тоа директорот што спомена дека нема казнени одредби и во овој случај членот 102 ги регулира јавните предпријатија, локалната самоуправа, а нема апсолутно никаква ингеренција за тоа да го прави. Затоа што и доколку има и казнени одредби, јас не знам колку е казни регулатор. Не ми е јасно. Воопшто нема место. Да. По членот 80, што го видовме ние како проблем. Во формулата која ни ја определува висината на плаќање на доместокот за дозволата, каде што N е бројот на вкупното население во подрачјето предвидено за дозволата представено како бодови, медиумите кои се на јавна комуникацијска мрежа со ограничен ресурс имаат точен број на потенцијални гледачи. Операторите ги пријавуваат своите корисници и на регулаторот, мислам дека и на регулаторот и на Агенцијата за електронски комуникации. Практично нашето емитување на програмски сервис преку кабловските оператори, максималниот број ни е веќе определен, е точно и јасно определен. И второ, БДП се зема за целата држава, а бруто домашниот производ воопшто не е еднаков во Скопје и во Дебар. Го земам како пример. Или пак и Струмица и Скопје. Може би во Скопје е далеку повисок бруто домашниот производ, па така и да се искомпензира тоа како показател, висината на доместокот што го прима агенцијата како цело ќе биде практично ист, но не е фер спрема медиумите за тоа што го плаќаат. За глобите веќе ги спомнавме, не сакам да зборам затоа што дефинитивно треба да сериозно да се земе во предвид дека едно радио со една казна, само една казна се затвара. Или една локална телевизија. Доколку националниот медиум може тоа да се приушти, па макар и да е на ризик. Второто главно нешто што го бараме, покрај 102, е создавање на фонд за медиум. Која е целта со создавање на таков фонд? Зголемување на бројот на редовно ангажирани лица во медиумите. Зголемување на платите на вработените, тука станува збор за сите медиумски работници. Фер и коректна распределба без човечки фактор, исклучено влијание на било кој фактор заради обезбедена независност на медиумот, но да биде врзана со продукција на содржини со обработка на теми од јавен интерес. Ние пред неколку години, не можам да се сетам точно колку, дали беше 5 или 6, зборевме, имавме средба на таа тема во Струмица, каде што беа присутни голем број од медиумската села. Дојдовме до некакви заклучоци, но еве веќе поголем период воопшто не се збори на таа тема. Имаме дури и начин. Предложивме и начин како тоа да се направи. Сакаме да определиме максимален буџет по определена формула за секој медиум поединечно, со клаузула за создавање продукти кои обработуваат теми од јавен интерес. Формулата обезбедува стимулација на медиумите за зголемување на бројот на вработените и висината на нивната плата. Формулата, мислам дека и агенцијата има добиено пред тој период од 5 години. Доста дебатиравме на таа тема. Практично сакаме да постигнеме една комплетна независност од било кој фактор да определува кој медиум, колку пари и зашто треба да добие, да не дојдеме до ситуација обработување на некакви цели или јавни комуникации. Двете работи на нас кои ни се најбитни се членот 102 и создавање на таков фонд. Следното битно и не толку помалку битно, за кое не знам регулаторот дали воопшто има некакви ингеренции, е процедурата на ДИК за време на избор.
ДИК си даде за право да направи дополнителна регистрација на медиумите, без при тоа да го консултира или да преземе податоци од регулаторот, кои се тие регулирани медиуми, затоа што ние сме регулирани медиуми, и кои се тие нерегулирани медиуми, кои што ги обезбедуваат основните начала на Кодексот на новинар, или се професионални медиуми. А затоа постои регистар на професионални онлайн медиуми, promedia.mk, каде што е определено, точно се знае кои медиуми се професионални. Понатаму следи во презентацијата, не сакам да навлегувам за работи кои што ние ги сакаме, би сакал да дебатирам на овие, да не кажам 4, ама 2 работи, кои на нас не се најмногу битни. Членот 6, да се одземе правото на агенцијата да троши пари за истражување кое што воопшто нема никаква корист, ниту се користи кај агенциите, ниту тоа нешто им прави услуга на медиумите. Членот 16, сакаме да, ако е возможно, да има и член од локалните и регионалните медиуми во Советот заради регулација или само регулација, доколку е возможно. 37, 38, 39, 80, го спомнав, 81, 99, 92, сега споревме за него, и правилникот за доделување на дозволи, затоа што до следнава година, сметно 2024 година, на најголем број на медиумите им завршува дозволата и сметам дека е време правилникот да се промени, затоа што тој правилник е доста стар и голем број од работиве не се, гледано од денешна перспектива, не се исти како во минато. Тоа е тоа, повелете за прашање. Јас не знам колку ќе трае дискусијата, бидејќи за 32 минути морам јас да заминам заради некој здравствен преглед. Сакам чисто да дадам моје мислење во делот која дадовте за телевизиите кои што емитуваат програма преку оператор на јавна електронска комуникацијска мрежа, каде што кажувате дека е точно утврден бројот на корисници, до АЕК доставуваат операторите, но таа бројка не го одразува бројот на тоа што велите вие дека таа бројка, врз основа на таа бројка треба да се користи во формулата, да се во најголемиот дел во семејствата има 3-4 ресивера, така да таа бројка што ја даваат операторите, значи не е таа е по домаќинство или по претплатника, внатре ја користат многу повеќе лица, така да може да се најде некој компромис, меѓутоа не е, може да се користи бројката на претплатници што ја доставуваат операторите до АЕК. Барем е 3 до 4 пати поголема. И да се помножи со 4 е далеку помала од... Значи, само кажаме, меѓутоа, треба да кажеме и за колкава сума на пари сте работи и што тоа би ви допринело. Речеме на вашата фактура што ви издававме е 103.000 денари. Да, е 206 нека. Колку ќе влијае? 20.000 денари помалку ќе 50.000. Значи не се сумите такви кои што може да ви помогнат. Аз зборам, да, ќе имате 30-40.000 денари помалку, но на тој во дебар ништо нема да му помогне. Зборувам, сакам да кажам... Целта е за фер и коректно распределување на висината на дозволата. Зошто фер и коректно? Затоа што тука е има големи производствени капацитети каде што се приватниот сектор работи и може да се дозволи висина на реклама или да се рекламира да медиумот да може да преживее. Значи и тоа игра голема улога и делот на корисниците. И тоа заради, значи збориме за фер и коректна формула со фер и коректно фактурирање од страна на агенцијата. Значи не збориме дали тоа нешто ќе му влијае на медиумот или не, меѓутоа не е фер. Затоа што ние плаќаме за потенцијални, не знам, 200.000 гледачи е невозможно да се стигне до 200.000. Како пример. Значи не е возможно. Во пракса не е возможно, не е реално. Што се однесува до казните, и ние сме инсистирале повеќе пати до сега дека казните не се пропорционално распределени кон радиодифузерите, дека не е исто што кажа господинот од телевизија Коха, него и национален радиодифузер,
што емитува терестријално, за испрекршок ќе казнете исто со некој локален радиодифузер од Пробишти или од Девар. Но тоа прашање до сега не е многу сериозно земано од законодавната власт и од извршната власт да се вметне во законот да има градација на казните според тоа каде ние одевме дури со размислување да се одат едни казни за радио, едни за телевизија, веќе не е исто национална телевизија и национално радио. Реално кога гледаме приходите се драматично различни, а потоа и да има според зоните кај што се емитува, дали локално или регионално, но да, меѓутоа во овој момент тоа се само наши предлози, размислувања, кои што и вие ги кажувате, меѓутоа не се наидува на операционализација. Едно радио од Девар, да речеме, колку штета ќе направи еден прекушен проблем. И друго што сакам да кажам само уште во однос на презентацијата, во делот на формирањето на фондот за медиуми, ние го разгледувавме тоа барање што го доставивте до нас. И ние се согласуваме да се формира тој фонд, но со строго утврдени правила и критериуми. И до сега официјално расправа по таа тема, официјално не е почната. Сте имали вие како радиодифузери одредени средби, но сите тие биле неформални. И како резултат на тие средби до сега нема апсолутно никаков напредок, така да ние официјално одговоривме на вашето барање и тоа барање, тој одговор го препративме и до владата, но тоа беше пред пред месец и половина, но зборам, мислам на 9 мај дека беше на Денот на Европа кога го разгледувавме како на седница, но тоа прашање подолго се дискутира наназад, но реално нема официјален напредок по тоа прашање. И што се однесува до мерењето на гледаноста. Ние како агенција не сме среќни што е ставен тој член во законот, но мерењето на гледаноста ние не го правиме за да го користите вие за маркетиншки цели. Знаете дека мерењето на гледаноста го прават професионални агенции секаде во свет, 3 постојат. AGB Nielsen, Kantar Media и GFK. Четврти да сакате нема. И тоа секогаш паѓа на трошокот на радиодифузерите. Тие што сакаат да бидат мерени си плаќаат за резултатите кои што понатака ги користат во маркетиншки цели. Ова што го прави агенцијата со ангажирање на агенција која што врши мерење по пат на анкета, од точно утврдена методологија, го правиме затоа што имаме обрска од законот. И тоа е повеќе за информирање на јавноста, а не да го користите ниту вие, ниту националните радиодифузери, ниту локалните и регионалните за маркетиншки цели. Значи, кој сака да користи услуги од професионалните агенции треба да плати средства. Тие средства се многу големи, пак се вртиме во круг затоа што вие немате средства да платите реално со работењето да ги покриете трошоците. Сега трошоците за мерење од прилика со договорот со AGB Nielsen се околу 700.000 евра на годишно ниво. Сега не знам како видим анализата, прашање дали приход имате сите заедно толку, а не да платите само за таа услуга. Дури ни и со закон да и наложат на агенцијата нема толку пари да плати. Че збориме, ситуацијата е тешка, затоа реков треба да се сконцентрирате повеќе на фондот за медиуми и изнаоѓање на начини како да се дури да се добијат и директни донации од државата. Не е тоа нешто што е забрането во Европа. Меѓутоа да има утврдени критериуми како тоа да се реализира, односно да не се злоупотребува од било која политичка, односно извршна власт. Печатените медиуми има таа можност, не знам. Дури без човечки фактор. Сакав, ние кога разговаравме минатата недела со представниците на ОПСЕ од ДХР, ставот на агенцијата е, можеби вие медиумите не се согласувате, дека не треба да има платено политичко рекламирање со пари од буџет.
Бидејќи таква пракса скоро и да не постои. Ние тоа го кажавме на опсет, тие 3 милиони евра што ги користи буџетот за платено политичко рекламирање, може да ги користи за фонд за медиуми и да бидат распределени, затоа што за време на избори реално немаме правична распределба, затоа што одредени политички партии заради своји политички определби не сакаат да се рекламираат кај одредени медиуми. И автоматски, и тоа е еден вид и притисок врз медиумот, а од друга страна се создава клиентелистички однос помеѓу оние медиуми и политичките партии, каде што се рекламираат можеби многу повеќе од тоа што е реално потребно само за да ги потрошат парите кои што ги имаат на располагање. Така да, мислам дека финансиски средства има реално можност да се изнајдат, но прашање е како да се отвори ова прашање во јавност и да му се даде поголемо значење и внимание, за да се постигне целта. Доколку постои таков фонд, доколку се формира, значи сме за и бесплатно застапување на сите политички чинители за време на кампања, како еден од условите, како што и продукција на теми од јавен интерес. Практично да се иземеме воопшто на било каков човечки фактор или било какви притисоци од страна на било која страна. Со тоа што да не бидат туку така нели сформира некој фонд, дадени пари на некој без разлика зошто и затоа што има телевизија или радио или што и да е медиум. Меѓутоа да си извршуваме функцијата нели да има и зошто. Еден од условите да биде и тој. Да нема фаворизирање на одредена политичка партија за време на избори, а со тоа што да имаме и обврска, да ги емитуваме сите политички челители подеднакво, да имат простор и така и ќе донесеме до развој на плурализмот во општеството. Секој ќе си добие свое време без да има било какви договори, дилови или скриени комуникации. Сакаш од Канал 77 да сакам да кажам само уште нешто. Од чисто ова ќе го потврдам со информација вчера споделив со колешката Драгица Љубевска, од чисто популистички причини 2017 година актуелната политичка гарнитура укина радиодифузната такса и си наметна обврска од 1% од буџетот кој што не реално него не може, нема пари да ги исполни. Тоа се сега 44-5 милиони евра. Тие едва и кај нас префрлаат 900.000 евра годишно, а треба да префрлат, не знам, можеби 3 милиона, 3,5. Значи ставија законска обврска која што од популистички методи нема да плаќаат граѓаните радиодифузна такса. И сега граѓаните не плаќаат 190 денари, но цела една индустрија е осудена на не е само проблемот индустријата, улогата на медиумите е специфична во секој демократско општество. Не станува збор за чевоарска индустрија, па сега ќе увеземе чевли од Италија. И во Франција го прави тоа сега актуелниот председател и има сериозни штрајкови, дори јавниот сервис ги се исклучува програмата, не се согласуваат со укинувањето на радиодифузната такса, затоа што тоа потоа ќе продуцира други големи проблеми, дури во сферата на демократијата. Сакам да кажам, кога би се наплаќала радиодифузната такса, или кога владата би можела да ја спроведе обврската од 1%, средствата што ги добива агенцијата се повеќе од доволни за да се формира тој фонд за медиуми. Меѓутоа, во оваа ситуација, како што е сега, буквално е маѓарсен круг од кој што не можеме да излеземе. Ова е многу сериозно прашање, треба да се седне, бидејќи јас лично не верувам дека актуелната владеачка структура ќе се согласи на враќање на радиодифузна такса, бидејќи тоа ќе значи за нејзе самоубиство. Меѓутоа мора да се седне не само медиумите, туку многу пошироко власт, опозиција и да се изведе еден нов концепт, сосема поразличен од овој и може и други прашања кои што сега не ја гледавме детално презентацијата, недозволената медиумска концентрација која што кај нас престроги не ви дозволува да се развива. Значи има многу прашања, меѓутоа треба да знам, не го гледам јас паток како ова прашање да се подигне на повисоко видливо ниво во општеството за да може да се постигне некаква цел. Можеби со иницијатива на можеби предпоставувам дека со една иницијатива
со иницијатива за промена на голем број на членовите од законот за АВМУ од страна на регулаторот би довело до дискусија на член по член, каде што ќе се најдат, нели, на, како што и во овој случај со членот 90 и 92 со хипотетички случаи од страна, нели, од практичен аспект како тоа би функционирало и вклучување на целата медиумска јавност, и ќе дојдеме до исчистување на законот како цело и на кој начин, по кои принципи можеме да доведуваме до стабилизирање на медиумите. Па дали ако се дојде до заклучок дека и враќањето на радиодифузната такса би придонела кон некој развој на сите медиуми во општеството, може би тоа ќе се дојде како решение. Меѓутоа, без разговарање, без отварање на темите, зборам како цело, или законот, нели, за концентрација на медиуми, па ние останавме единствена држава каде што немаме специализирани канали. Единствена. Секаде во светот, погледнете, и самите сме сведоци дека имаме специализиран за деца, специализиран за филми, па дури и кај нас, нашиот закон вели вака, доколку јас сакам да отворам образовен канал, треба да платам многу повеќе отколку да видам општ формат. И тоа не е во ред, а ние немаме воопшто, ни фали канал за образовен канал или каналот за култура. Ако е специализиран. И тоа треба да бидат намалени самите бројки кои што во формулата треба да бидат другши и пресметени. Значи, практично, многу голем дел од членовите треба седнат да се разгледуваат член по член, така и ние сме го работили. Седиме кои се нашите интереси на локалните и регионалните медиуми, член по член ги разгледуваме и што сметаме, дури и ако не се коси до наше барање, кој член би придонел со негова промена за подобрување на медиумската сфера. Сакате само микрофонот да... нема каналот един да се... Здраво на сите, јас сум Виктор Гаврилов, собственик на Радио Канал 77. Со дел од излагањето на Димитар, може би се согласуваме со дел не, нормално тој може би гледа од страната на регионални и локални, ние како национален медиум имаме други и болки и сето тоа, но несомнено е дека треба да се промени законот, затоа што е стар, затоа што технологијата отиде напред. Значи, можностите кои се нудат на медиумите преку технолошкиот развој се многу големи, а ние застануваме назад со законските рамки. Тоа е едната работа. И тој процес мора да почне, затоа што 5 години само се збори дека нешто ќе се смени, никако да се смени, а состојбите во медиумите не се подобро, туку напротив, е се полоши и полоши. Но јас сметам дека најголемиот проблем во нашата индустрија потекнува од самите нас, односно од тоа што имаме премногу голем број на медиуми во оваа држава, и тоа е факт. Затоа што ако направите една споредба, вчера вас проверува во UK, кој е најразвиен радио пазар у светот, може да кажеме, поразвиен од американскиот, има 380 радиостаници или 260.000 жители на една радиостаница. Во Македонија имате 13.000 жители на една радиостаница. А која е куповната моќ на тие 13.000 луѓе, тоа е, сами знаеме. Имате радиостаница во Берово, кој има годишен промет од 34.000 денари. За каков јавен интерес станува збор тука? Каков јавен интерес работи таква радиостаница? Имате радиостаници кои имитуваат музика од YouTube, кои ќе ја симнат, не се ни трудат да ги исечат аплаузите од песната, од концерти, од сето тоа. Значи, стандардите се спуштат на многу ниско ниво. И сега малку имаме, за жал, ние на еден јавен состанок имаме тројца представници на медиуми, значи, или другите собственици на медиуми не сакат воопшто нешто да се смени, затоа што ова не го гледат како бизнис, не го гледат како нешто што сакат да го работат. Сега може би има мал број од нас кои што сакаме нешто да направиме, сакаме да го подобриме прво медиумите, не сакаме да не српските, хрватските радиостаници или телевизии да бидат погледани или послушани од нас. Прво е тоа срам за нашата држава. Значи, по кафичи се слуша српски радиостаници, затоа што имат пари да
платат истражувања, затоа што имат пари да направат истражување на музика, да формираат апликации со 10-20 различни канали на песни, ама тој го дозволува финансиската моќ. Од друга страна, сите ние сакаме да имаме повеќе кадар, камермани, новинари, техничари, водители, ама сакаме и тие да бидат мотивирани, треба да им дадеме поголеми плати. Како тоа да го направиме, кој рекламниот колач е многу мал. Зошто е тоа најголем проблем, затоа ги спомнувам тие мали медиуми кои што не се за овде, реално, тие го уништуваат пазарот. Значи, дават за 500 денари рекламно. Значи, за 500 денари на локален медиум можете да се рекламирате во Македонија. Што представува 500 денари? Што ќе направите со 500 денари? И големите компании или компаниите го користат тоа како аргумент. Тука дават за 1000, тука дават за 500. И тука настанува проблема. Јас сметам дека агенцијата може да помогне тука со правилникот. Значи, со правилникот, со промена на правилникот. Правилникот е под ваша ингеренција за технички, кадровски, финансиски услови. И јас дури, знаете, јас поднесов една иницијатива, кај што сметам дека, и тоа консултирано, дека подвработен, значи вие во агенцијата, за сите вработени плаќате придонеси социјални, дури и за привремено вработените преку агенција за привремени вработување плаќате давачки на оваа држава. Додека со хонорарен договор, јас можам мојата фирма да ја направам дека има 2500 вработени ако сакам. Фиктивно можеме да штампаме договори на дело многу. Тоа и никој не, ни тоа законски ќе го направиме. Тоа се слабостите на системот кои што дозволуваат ваквите медиуми да опстојат. Затоа што ако вие имате 5 вработени или 3 вработени во локален медиум, нема да можете за 1000 денари да дадете реклама, затоа што треба да дадете плата, која што и минимално да дадете. Сега веќе минималната е 300 евра, а никој нема да ви работи за минимална плата. Значи, треба да заработите пари, а за да заработите пари, треба да подобрите програмата за некој да ве гледа или да ве слуша, за да можете да продадете рекламното време. Затоа сметам дека правилникот е ингеренција на агенцијата и треба да ги тие некои слабости отстрани, а од друга страна и да ги да ги зајакнеме тие некои технички, кадровски, како што кажавме, капацитети. Затоа што имате радиостаници или телевизии кои што работат од подрум, кои што работат од пилана. Значи има разни ситуации. И мислам дека да, за закон треба малку поширока дебата и тоа ќе трае. Може би 6, ако сега да имаме желба сите, 6 месеци минимум ќе ни треба време за да го промениме законот. Најдобра варијанта. А додека за правилникот мислам дека бидејќи не оди преку собранието, туку оди преку агенцијата, преку советот, јас не велам че распишете да направиме дебата, сите нека ги кажат своите ставови, ама на тој начин нема да ги затвориме медиумите, туку едноставно на сите медиуми ќе биде малку полесно. Че нема да ние да плачеме за 10.000 или 15 или за 20.000 денари. И на нас не ни е лесно да одеме и да бараме пари. Туку едноставно сакаме да биде малку по-релаксирана состојбата и да во оваа држава да функционират медиуми кои што стварно сакат да се бават со индустријата, а не кои што се случајно дојдени овде. Фала. Благодарам, Благој Христов, Македонски телеком и председател на ИКТ издржение во рамки на Стопанска комора ги застапувам интересите на кабелските оператори, односно на операторите на јавна радиодифузна мрежа. Прво благодарност до агенцијата што најде можност да им даде простор на локалниве и регионалниве телевизии да испрезентираат дел од размислувањата и проблемите кои ги имаат. Иако сметам дека форумот и местото не е тука, него полисимейкерот Министерството одамна требаше да го направи тоа. Може да се сложуваме со дел од забелешките, меѓутоа факт е дека треба да ги дискутираме. Факт е дека законот е надмина законската рамка и во многу го ограничува и бизнисот, меѓутоа го ограничува и регулаторот, па сите ние си дискутираме какви реални проблеми има. Меѓутоа и факт е дека законот до сега се менуваше врз потреба на интересни групи и последната измена заврши неславно на Уставен суд, го бутнавме членот 143 кој што беше смешен и се смееше Европа. Такви измени не ни требаат, се согласувам и со директорот, и со Димитар, и со Виктор, дека треба сериозни системски измени за да го следат технолошкиот развој. Ние го надминавме со законската рамка сегашниот технолошки развој.
И мислам дека тука е решението на проблемот. Сите зборуваме за пари. Парите се негде, ама каде? Не во тие што се регулирани од регулаторот и со законот. Парите се по портали, по инфлуенсери, по како сакате кажете ги. Само не се во оние легални, јас така ги викам, медиуми кои плаќаат, вработуваат, плаќаат даноци према државата и се. И ние како оператори се соочуваме со истиот проблем. И нас таму ни бегаат парите. И дента кога државата ќе најде начин да таа даночна евазија, да не кажам потешки зборови, начини на тргање на парите од легалниот промет ја среди, тогаш ќе имаме солиден закон кој што на сите нас ќе ни помогне да обстоиме. Дилемата околу тоа како обстојуваат локалните и регионалните стварно стои со години и гледаме кои се приходите и можностите на локалниот и на регионалниот пазар. Меѓутоа треба да се одлучиме кој модел ќе го застапуваме, колку е битен јавниот интерес и локалната презентација, локалниот плурализам да биде соодветно артикулиран и како тоа, дали државата или некој потенцијален фонд ќе го решава на некој солидарен начин, и тоа е као варијанта. Меѓутоа битната работа е дека ние треба да најдеме каде ни избегаат парите од пазарот. А ни бегаат по разни интернет портали, интернет телевизии, тоа што не е регулирано. На нас ни бегаат по ОТТ што реемитуваат. Идете, видете колку се изрекламирани на фейсбуци, на социјалните мрежи и така натаму и ќе добиете каде се парите. Па на крај крајава и еден легален ОТТ провайдер од стилот на Netflix доаѓа тука, не плаќа данок, за 7 евра имате што сакате. А ние тука ќе се зезаме, ќе глумиме нешто дека правиме пазар. Така не може. Или ќе се постават правилата на игра, ама стварно сериозна дискусија, сите стейкхолдери, вклучувајќи го и регулаторот кој имплементатори, луѓе кои имаат искуство од регулацијата на пазарот, секако бизнис интересите на сите, ама не бизнис интересите, него реалните потреби на пазарот и на технолошкиот развој што треба да се вклучат во законот и да, тоа треба час поскоро. Тоа го дискутиравме последно кога не викна една седница на европски прашања у собрание која беше проблематичниот член од законот, па 2018 јануари чина беше. И од тогаш дискусија нема. И ние постојано си апелираме, европскиот извештај за напредок веќе и не е толку битен, предпоставувам, таму си се нотира дека е потребно новелирање со директивата и така натаму, за жал во пракса не функционира. И ние апелираме кај ресорниот министер така да се придружуваме кон поддршката на локалните и регионалните станици и како оператори тука сме колку толку како оператори на релативно неограничен ресурс да обезбедиме пристап до сите ваши крајни корисници. Тие не се по формулата, тие се нашата потенцијална база и ние ако имате подобри содржини, ќе имаме уште некој претплатник плюс. И се трудиме да барем во нашата понуда ги имаме сите локални и регионални телевизии согласно законот. Тоа е, благодарам многу. Извинам, јас ќе морам да одам, ќе продолжи со модерирање заменик председателот. Чи ние уште кога се донесе изменетата директива 2018 декември, го информиравме Министерството за информатичко општество и соопштение пративме. Кога беше избран министерот 2020 година, на 31 август, после неколку дена го информиравме дека рокот истекува во октомври, рече добро, сега е министр за образование, ништо не е направено. Новиот министр сегашен, само 2 недели после назначувањето, исто го информиравме, нема ни иницијатива, значи не сме тргнати од мртва точка. Што се однесува до она што го спомна состојникот на Канал 77 околу правилникот, агенцијата сепак мора да води сметка и околу јавниот интерес, за посточно е дека има радиостаници, може и послаби од таа што е од Берово. Мора да се води за јавниот интерес и за потребите на тоа население кое што живее таму, пред да се измени техничкото, односно правилникот за минимални технички, финансиски, кадровски и така натаму. Ние планиравме да отвориме јавна расправа по тоа прашање, но вашиот пристап кон нас беше нефер. Истиот ден кога кај нас поднесовте барање, поднесовте и до Уставен суд. Што ќе отвараме ние јавна расправа дека не одлучи Уставен суд? Значи, ако ние имаме желба, а имавме претходно разговор околу
набавката за мерење на гледаноста со повеќе членови од Советот, немаше потреба да се отвара прашањето на Уставен суд. Ако мнозинството од вашата зедница се договореше дека треба да се заостра променат на јавна расправа, тоа 100% ќе го прифатеа членовите на Советот. А во оваа ситуација се доведуваме да дискутираме, а може и да донесеме некаков став или одлука, а Уставен суд да одлучи спротивно на тоа. И се доведовме во многу непријатна ситуација. И затоа ставот на Советот е едногласен да се почека одлуката на Уставен суд. Ако Уставен суд каже дека не може да има вработени по договор на дело или преку авторска агенција, агенцијата ќе го... Авторска договор, нема фактички договор, тоа е авторска агенција. Се води, ама добро, тоа е терминот што се користи во јавноста, да. Така да, ако е така, тоа ќе се одрази многу на локалните и на регионалните медиуми, бидејќи тие и во такви услови реално едва и ги исполнуваат законските услови. Ние не треба да се стремиме кон затворање на медиумите, ние треба да се стремиме законски рамки и останати правилници и закони. Затоа што плурализмот е плурализам, во Тетово треба да има секако и турска телевизија, иако го нема, и ромска, меѓутоа ги нема. Значи, нас не ни пречат. Значи, ние во еден состанок, еден наш колега во Тетово побара да се да има повеќе инспекции и надзор од страна на ОВМУ кон радиодифузерите, затоа што сметаше дека неговата конкурентска телевизија не заслужува да зрачи. Значи, ние треба да бидеме така поеснавски да размислуваме кон останатите, да створиме услови сите да работиме. Дали е бројката голема? Па секојаш 30 години, јас сум се убедил, 30 години беше голема бројката. Од 200 и неколку медиуми спаднахме на 100 и нешто сега. Економијата секаде во свет нели си оди напред, се подобруваат условите. Не една камера 30.000 евра, туку е 5.000 евра и така. Јас си извинувам само да дополнам. Јас лично не сметам дека треба да се затворат сите медиуми. Ама проблемот потекнува само од една работа. Треба да се смене процесот дека во Македонија не може треба да се укине процесот на локално, туку да имаме регионално информирање. И бидејќи ви имате региони кои што изгубија по статистика 40% од населението. Значи ви имате радио во Берово, имате 2 радио во Кочани, имате радио во Виница, имате радио во Штип. И сите тие треба да зрачат на толку мала територија, кај што економски реално е неисплатливо. И ќе зависат од фонд, ќе зависат од државно рекламирање. Зашто да постојат 4 региони? Може да се тоа фузира во еден поголем регион, па место да има 5 радиостаници, нека има 3 радиостаници. Нека има 3 радиостаници. Тоа значи дека ќе треба да постојат повеќе предаватели, тоа значи дека ќе треба да се купи нова опрема, да вработат повеќе луѓе. Значи да ги малку да не ги толку сегментираме, да ги делиме работите, малку да ги укрупниме, затоа што државата па и не е толку голема за да имаме радио Маврово Ростуше, Маврово Дева. Невозможно е да функционира тоа. Може ли јас само да кажем нешто? Значи, прво, да, уклучен. На благо и јавно да му се заблагодарам, оти секојаш е бил на страната на локалните и регионалните медиуми. Тоа, значи, без исклучок, во секоја прилика, и една работа, она што ги вериш, нели, за регулирани и нерегулирани, јас така обожавам да си ги викам медиумите, регулирани и нерегулирани медиуми. Ова со членот 102, што го спомнав преска, дека регулаторот ги регулира тие што не треба да ги регулира со овој закон, ги вклучува, поточно им отвори врата на нерегулираните, јавните предпријатија, локалните самоуправи и сите тие што сакаат јавна комуникација преку медиуми, практично се изземаат од регулираните, затоа што таму има регулација, и парите ги трошат на нерегулираните медиуми. И тука е еден од најголемите проблеми, каде членот 102 нам ни создаде практично големи тектонски пореметувања во планирањето на наредните години. Бидејќи ние секогаш планираме
всушност, нели, со какви средства, нормално како и секој бизнис, нели, треба да планираш со какви средства ќе се соочиш на редната година. Ние се соочивме со пандемија, која што дополнително не уништи, а всушност во истиот тој период нам ни даде голема важност на сите медиуми, и на национални, и на регионални, и локални, дури и на кабелските оператори. Бидејќи луѓе во кога седеа дома, изворот на информациите бевме ние. Нема друго, немаше како. А обратно пропорционално на тоа, целиот бизнис сектор подклекна и првото нешто што го прави е сечење на рекламен простор. И практично ние останавме со куси ракави. И не доведе до ситуација да ние сега не знаеме што ќе се случи утре. Да, точно, правилникот мора да се промени. Јас сум за. Не заради друго, заради професионализација на сите медиуми во сферата. Доколку сакаш да тоа да ти биде бизнис, да, треба да бидеш професионален. Не само на, нели, и на екран како и за меѓутоа, и на техничко ниво. Меѓутоа, мора пак се враќаме, нели, покрај правилникот, мораме да го смениме и законот, затоа што некој денеска располага со техника која што ги има милион можности, меѓутоа законот го ограничува. Мора да, нели, се улагаат средства кои што ми дава можност. Може, хипотетички можем јас да давам уште 10 канали во целиот регион, во југоисточен плански регион, меѓутоа тоа законот ми го забранува. Практично ми забранува, законот ми дава ограничување да јас не можем како медиум да растам и тука излегуваат на површина сите оние странски медиуми кои што по дефолт ме покриваат. Словенија ќе го земам, мислам дека Словенија, можеби грешам, за одливот на пари во странските медиуми или надвор, или како што е Netflix. Словенија мислам дека беше, ќе се проверам. Таму има дополнителни ограничувања по основ на било какво рекламирање на медиуми. Мислам дека е 40%, доколку и самата држава зазема став дека да, ние ќе сакаме да го намалиме одливот на средства од сопствената држава во друга држава. Со тоа што, доколку некој сака да плати реклама или услуга, која што е странски давателна услуга, ние ќе го доночиме дополнително. Доколку ја има истата услуга во сопствената држава. Доколку не, нема проблем. Практично ги фаворизира домашните производители или домашните чинители на оваа сфера. И тоа е едно од решенијата. Меѓутоа пак е законски. Како тоа? Сите патишта водат кон една точка. Се слушам. Ја ќе бидам краток. Значи, јас сум Зоран Фидановски, член на Советот на АВМ за тие што не ме знаат. Во право беше, иако си замина пред малку Бади од Телеком, добро што имаме оваква дискусија, ама нема кој да не слушне полиси мейкерот, Министерството и законодавството што ги носи одредбите, исто така нема никој присутен. Значи сите овие прашања или најголеми дел од овие прашања е таа адресата вистинска за барање одговори. Во последните 5 години 40 и нешто радиодифузира и ставија клуч на врата. Еве, околу бројките. Горе-долу се 148-150 број месечини на почетокот на ваква, сега е помалку од 108. Или 108, да. Значи, тоа е природен тек на настаните на оно што се случува во државата, ја ти речам за жал, затоа што моје лично мислење е дека медиумите како бројка не помагаат само за избавување на медиумскиот плурализам, туку се многу важен сегмент и за подигнување на нивото на демократските процеси во едно општество. Па сега, национални се 15 скупно. Зборам телевизија плюс има уште 3-4 радија, точно се еве 20 ќе заокружиме. Добро? Најголем, да, мислам дека се локални и регионални се, да. Добро, сега имаме дел од нив, сега нема да навлагаме во тоа далечно минато, нели, формирани за 3 дена, па по 3 различни региони, па 9 наменски или ненаменски, тука нема да навлагаме, ќе влеземе во некоја политика која што нели е промината, така? Да, значи сега да не навлагаме.
во тој дел. Пак ќе речам, битна е бројката. Се спомна околу парите. Еве ја ќе кажам еден пример кој што пак бади мислам дека го спомни или Димитар збореше околу тоа дека има дека поголем дел од парите прошла во кај онлайн медиумите, порталите така натаму. Мислам дека не е така. Се уште не е така, во светот е така, например, у Британија диджитал маркетингот е поголем за прв пат отколку кај радиодифузерите, меѓутоа тоа е Британија, тие се секогаш пионери во многу работи по ова. Кај нас не е така, кај нас кај онлайн медиумите, мислам дека е многу помал процентот на зафатеност на медиумскиот колач. Или Словенија, што споменавте околу вако. На Словенија годишниот медиумски буџет, мислам дека околу 230-40 милиони евра. И тоа е од нас 10 пати повеќе, ќе речам. Ама колку од тој е јавни пари, тогаш ќе искочи процентот многу промал од колку кај нас. Јавните пари кај нас од секогаш биле присутни. Дали претходно кога беа и владата втор најголемо гласувач едно време и така натаму, дали сега преку платеното политичко рекламирање, секогаш се присутни. Битно е за мене, да не кажам најбитно, да не направат дисторзија на пазарот тие пари, затоа што во тој случај немаш реална пазарна слика колку пари влегуваат реални во медиумскиот пазар, затоа што утре ќе дојде некој друг кој што ќе има сосема различна политика околу тоа прашање и одеднаш имаш кратење на тоа, да речеме, хипотетички нели збориме, се спомна денеска зборот хипотетички и може да се случи не дисторзија, да испаднат многу радиодифузери да стават случаи уште повеќе, што е страшно според мене. Јас секогаш се залагам да ги има, значи затоа што сметам дека можеби на почетокот е направена грешката кога се доделени не знам колку дозволи за работа, зборам пред 20 и кусур години. Да, може би е направена грешката, не знам, не сум бил човек кој што присуствувал или бил сведок на таквите одлуки или имал влијание, но од тогаш навака чекаме пазарот да се ја регулира нели работата. И сега се вратам на ова што го кажав. Најавата за еден медиум дека ќе се префункционира на македонскот лос, условно речено странски, тоа Bloomberg, нели, кој што е во форма на мултимедија, напредна мала дисторзија, имаше премини, трансфери, па кај други медиуми можност, или да не речем потенцијален страф, дека ќе има одлив на кадар, па покачување на платите, значи се случија многу добри работи во за кратко време. Која ќе профункционира и колку ќе трае тоа, не знам, ја посакувам да трае долго. Меѓутоа, тоа е таа пазарна законитост. Го спомна Димитар, ја спомна формулата. Јас лично имам мислење дека може би треба да се намали уште подрастично тоа. Но тоа е моје мислење. Ова што е 0,7 како нели бројка на крај кога се множи, мојата маленкост ќе се иззем за право да кажам беше дел од работна група на Сдруженијето на новинарите кога водеме преговори со тогашната, односно и сегашната власт околу тоа дека треба да се практично за 30% да се намалат годишните надоместоци. Да, ама знаете ли која ни беше идејата? Лично, нема да ме сватите лично вие кои што сте тука собственици на медиуми. Тие пари да се искористат токму за вработените, да се стимулираат да работат уште повеќе, подобро, поквалитетно и така натаму. Значи дали тоа е направено или не, тој што го направил секоја му чест, тој што не го направил, значи не го направил, ќе констатираме. Ама го кажа Трајчевски, значи законов беше 1% да се одвои од буџетот, 44 милиони евра според сегашниот буџет треба да влезат во МТВ, во МРД и во агенцијата. Во агенцијата според сметките мислам дека негде 3 пати помалку влегуваат скоро пари од тоа што треба да влезат. Да влезат сите тие пари. Тогаш може да се прави разговори за намалување на надоместок, за помали дозволи и така натаму и така натаму. Тој да многу лесно би се најде, меѓутоа тој што треба да го донел законот, што треба да го исполни, не го исполнува, што правиме за останатите работи. Затоа сакам да кажам, прашањата се тие што се за намените најчесто за собранието и за извршната власт. И само кратко околу јас се согласувам, медиумската концентрација е строга и тука треба промени, треба да се направат некои полабо и полиберални според мене работи. Сум согласен дека тој што е моќен да вложи, да му се дозволи да има и медиум, канал, телевизиски, не е битно радио, а при тоа е да речем оператор. Ја и знам дека има компании кои што се во делот на операторите, кои што им сакаат да отворат специализирани канали, ама затоа што законот не им дозволува, не отвараат. Па затоа имаме ситуација според мене, македонска фудбалска репрезентација да се ја слушаме на странски јазик, коментарот и така натаму и така натаму. И
да резимирам околу членот 92 само кратко. Значи тоа е културниот идентитет. Значи кога се носи измените од 2018, мислам дека беше првична идеја имаше да биде и нула, меѓутоа самите радиодифузери рекоа дека ние ќе исполниме 30%, бараме да не биде испод 30%. Јас се согласувам дека треба да има, затоа што тоа е делот и ние имаме врска да го штитиме културниот идентитет. Да. Сега, хипотетички, ако нема таков, има таков, тоа треба да даде одговор пак законодавецот. Кој ќе се појави таква аномалија, зрело е за промени. Ревидираната авамо директива кој ќе дое некојаш на дневен ред кај нас, јас се надевам што е можно поскоро, на крајот ќе изискува не промени темелно, него нов закон ќе изискува. Мислам дека тогаш би требало сите овие разговори што ги правиме тука и редица други прашања што ќе се појават, а се појавуваат секојдневно, сега не можам ни да ми дојдат на памет сите одеднаш, ќе треба да се направи притисок од јавноста за да се вметнат најдобрите решенија кои што ќе дадат еден издржан закон што ќе може да биде справедлив. И да давам поддршка за фондот за медиуми и тоа давам поддршка за регионалните, локалните, да има гарантиран процент. Јас знам дека националните секогаш сакаат процентот поголем да биде за нив. Ја барам поддршка давам за гарантиран процент за регионалните и локалните, али врз база на издржани критериуми со проекти покажани, понудени, кои што ќе значат нешто во нивната реализација. Благодарам. Супер, кратко може да. Благодарам, колега Федановски. Арбен Саити сака да земе... може. Извини. Слушаш, не? Сакам само една илустрација. Сите цени се покачени. За бедата на медиумите од економски аспект. Цените на струја, на било што, ама не само од сега. Минималната плата беше 8.900, сега е 18.000. Цените на рекламите во изминат 20-30 години не се мрднати. Напротив, се намалени. Ајден имаше еден период, значи тоа е некаде пред 15-20 години, во Вести, најексклузивни му беа термините, или пред Вести, после се забрани Вести, од 20 до 40 евра секунда беше. Ние дојдовме еден период, ради политички причини, ради што сакате, ради нелојална конкуренција, рекламите на телевизиите во ексклузивни термини да бидат 2 евра секунда, што е срамота. Многу ли беше 2? Сега малку качија. Сега, каде е тука напредокот? Значи, се качило, и плати, и све живо, само рекламите во медиумите не се покачени цените. Направете на така едноставна анализа, ќе видите колку сме утепани, ќе ви кажам. Како да се крене таа цена? Да станат поексклузивни. Се тргнете го интересот на страна. Јас ви гарантирам дека 99% речи да нема говор на омраза на традиционалните медии. Говорот на омраза е на други места, кај што се истураат многу повеќе пари сега. Веќе ние ако зборуваме за говор на омраза, за културен идентитет, воопшто за идентитет, за културно наследство, за богатство, за историја, цело време студираме у гради, а овие работи ги забораваме. Тогаш треба да внимаваме и од регулаторен аспект, како се однесуваме и како да се зголемим, како се направи поексклузивен тој. Имаше едно размислување, што ќе ви се на медиумите 20% на саат, па не може да ги наполните 12 минути. Па нека ви ги направат 3 минути, сакате неките, ќе имате ограничен простор, ќе мора реклами. Па не може секој број џумите да рекламира на национални медии. Ако сака, он да се прави фраер, окей. Ама ефтина е цената. Сега, мора да се бараат некои начини, механизми, како таа цена, а не може, играат мајтап со нас бизнисмените компании. Па како и да не, за без пари може да рекламира. И дури ти прави проблем, криза е смешни се цените на рекламите. 50 евра е по регионалните сам катастрофа, ќе му даеш. И сега, не е само тоа, не само што цената паѓа, туку во крајна линија уште повеќе е падната, затоа што за да не ја изгубиш рекламата, му даваш повеќе време, повеќе емитувања. Порано за 100 евра, 5 емитувања, например, тоа условно, сега за 100 евра ќе му дадеш 10 емитувања. Значи, уште повеќе е депримирана сега. Тоа е еден начин како да се намали, да се размислува веќе кога зборуваме за промени на закон. И ова за фондот се согласувам, различни има ставови како да се делат тие пари, меѓутоа најбитно е да се изфрли субјективитет. Да биде по автоматизам,
да се има обврски кај медиумите, што треба да направат и како обем на програма и како вид на програма, обврски од аспект на исполнување на услугите се вработени, однос кон вработените, некое досие, како сакате наречете го за тоа како се однесува кон говорот на омрза, почитување на професионални стандарди, се тоа може да се среди. Како да се наполни тој фонд? Мислам дека има начин, еве, дека некои беа споменати, тука се кабелските оператори, може и на регистрација по 1 евро секој плюс да плаќа, има такви искуства, па може и од рекламите, дел од секоја реклама 60 денари да се земи во тој фонд, и агенциите маркетинг може тука да карат повеќе, ако се зголеми цената и нивниот процент ќе порасне. Че има начин и тоа како да се направи. За жал, ви кажав еден многу лош, тажен, беден момент за состојбата на медиумите од аспект на движењето на цените. Брашната, да не ви кажам, бензинот колку е качен, се расте, само нашите цени паѓаат. Благодарам. Благодарам, Столе. Прашање немаш. Дискусијата ми се... Викам, прашање немаш. Добро. Повеќе е насочено кон твоите колеги и тоа е на некој начин меѓусебен договор за да ја покачите цената на рекламите. Бени сакаше нешто во врска со тоа што го спомна господин Виктор за бројот на регионите. Повели, Бени. Добар ден од мене, јас сум Арвин Саити, раководител на секторот за информатичка подршка и општи работи во Агенцијата за аудио и аудиовизуални медиумски услуги. Ми падна така во очи ова што го рече Виктор околу, како рече, некако здружување на спојување на неколку локални радија да се направи некој регионално радио. За жал, ние агенцијата, нашата агенција има донесено правилник за подрачје на емитување, во кој што радиоемитувањето е дефинирано како локално, а регионално радио во моментот постои само во Скопје, бидејќи покриеноста кај радијата, бидејќи користат се уште аналогна технологија, е бројот на население кој се покрива од тој локал или од тој регион. Така да во моментов со ваква аналогна технологија, со аналогно емитување, FM емитување на радијата, вакво здружување би било малце потешко, не знам како би се тоа извело и како, па да, ние мислам, ние правилникот како правилник може да го менјаме, тоа може да вие да го инициирате или ние, или времето да ни го наложи да се менува тоа, бидејќи како најспомнатиот збор тука беше технологија и напредок, нели? Тоа ќе се менува во линија, меѓутоа во моментов ограничени сме околу тоа. Друг за дискусија, прашање? Ако немате, ви благодарам за присуството. Се надевам следниот пат повеќе медиуми ќе присуствуваат.